Не се прислушувало преку неколкуте парчиња луксузен италијански мебел вреден 5000 евра, кој на Катица Јанева и донесе 30-дневен престој во Шутка. Подарокот кој таа го добила од осомничен во случајот Империја и ја донесоа и нејзе титулата осомничена во рекет. Токму гарнитурата од нејзиниот дом предизвика бура шпекулации во јавноста, а најсилно одекна она дека во неја имало уреди за прислушување. Она што исто така падна во очи беше заплената на мебелот кој со товарно возило на полицијата, како доказен материјал беше однесен од куќата на улицата Стрежова во Скопје. Подарокот кој Јанева го добила сега е во рацете на обвинителството, а како тој ќе им помогне во текот на истрагата останува нејасно, бидејќи од таму Залфа потврдија дека во него апаратура за преслушување немало. Во мебелот што во текот на вчерашниот ден беше одземен од осомниченото лице, не се откриени инсталации на уреди за прислушкување. Во јавноста се поставува и прашањето од каде бил луксузниот мебел купен, дури има и шпекулации дека истиот кој пресели Јанева од Козле во Шутка воопшто не бил ниту платен, но прашањето кој исто така се поставува е дали Јанева ќе биде последната која ќе биде опфатена со рекет, ако се знае дека постојат сомнежи за вмешаност и на други луѓе, а меѓу нив и политичари од власта. Обвинителката која го застапува овој предмет, Вилма Русковска, потврди дека истрагата не е затворена, дека можеби покрај нејзината колешка и нејзините нови соседи, Боки 13 и Зоки Кичаец, ќе има и други осомничени во наредниот период. А обвинителки дали тоа значи дека со овој веќе трет осомничен во постапката, случајот познат во јавноста рекет, се завршува, се затвара случајот или се уште отворен? Се уште отворен. Истражуваме и понатаму. Иако мина повеќе од 1 месец откако Боки 13 во Шутка, дури сега во истрагата се вклучува и УЈП, од каде ќе започнат со проверка на сметките на сите субјекти поврзани со Бојан Јовановски, а тоа се BMG Media Group, невладината меѓународен сојуз и 1 ТВ. Инаку договори за соработка со невладината на Боки 13 имаа повеќе општини и министерства, а на незиното основачко собрание беа портпаролот на СДСМ Костадин Костадинов, актуелниот заменик градоначалник на Скопје Енвер Малити, а титулата почесен председател ја доби претеничката од власта Фросина Ременски. Од утре да научите инспектори на УЈП ќе го проверуваат финансискиот прилив и одлив на пари од фирмите поврзани со Бојан Јовановски. Ќе направиме контрола и на сите оние засегнати физички лица во телата и органите на меѓународниот сојуз, зашто ќе ги утврдиме исплатите што се направени. Инаку истрагата за рекет уште од самиот старт крена прашина во јавноста, пред се поради спороста на обвинителството, проблем за кој го говореше и експертската јавност. Новинарот Сашо Димовски во гостување на Алфа изјави дека очекувал ваква разврска, но на 15 минатиот месец, а не сега. Според него, доколку не бил притисокот од јавноста, Јанева ниту сега немало да биде осомничена и претворена. Прво што јас очекував беше во минатиот месец кога ги затворија нив двајца да побараат за нејзе суспендирање од функцијата за да не може да забришува по дома некакви компјутери, па макар и на стручните соработници, да прави и да наредува работи во специјалното јавно обвинителство и под сомневање нели да уништи или прикрие докази. Луксузната софа во Скопско Козле, Јанева барем 30 дена ќе ја замени со келија во истражниот затвор Скопје, каде поради нејзината специфична улога во општеството ќе има само една цимерка.